ново издание AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm. Која е разликата меѓу вакцините против COVID-19? Стравови за нови немири во Северна Ирска. 23 години по мировниот договор. Главна причина Брекзит. Изработка на скулптури од мраз, мајсторство и уметност. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Вакцините против COVID-19 се базирани на различна технологија, од деактивиран вирус до mRNA. Експертите се децидни, сите се добри и штитат од тешка форма на болеста. Британско-шведската вакцина AstraZeneca, развиена со Универзитетот Оксфорд, се користи низ цел свет. Но неодамна некои европски држави времено ја суспендираа употребата на вакцината од страв за поврзаност со згорчување на крвта. По ревизија од Светската здравствена организација за незината безбедност, вакцината повторно доби зелено светло. Ги поттикнуваме државите да продолжат со користење на оваа важна вакцина. Вакцината AstraZeneca е посебно важна зашто сочинува повеќе од 90% од вакцините дистрибуирани преку COVAX. COVAX е иницијатива предводена од СЗО за да помогне за фер дистрибуција на вакцините, особено во држави со пониски примања. Општо земено има неколку видови на вакцини. Некои се развиени од постари технологии, како така наречените деактивирани и ослабени живи вакцини, додека други, како Moderna и Pfizer вакцините, се подпираат на понови методи, како што е месенџер ДНК. Експертот за јавно здравје Вилијам Мос објаснува. ДНК и аденовирус вакцините функционираат малку поинаку. Наместо вбризгување на протеин или на целиот вирус, во основа ние вбризгуваме генетички рецепт. Така нашите собствени клетки прават шилести протеини и тогаш развиваме имунитетен одговор на тоа. Има и други вакцини развиени во светот, вклучувајќи руската Спутник В и одреден број други од Кина. Иако тие имаат значајна улога, важно е да бидат поминати низ процесите на собирање на податоци за нив, вели Мос. Еден од предизвиците со вакцините Спутник и со кинеските е што се пуштени во употреба кај популации пред да ја имаме датата од третата фаза на тестирање. Но одреден број држави ги користат руската и кинеските вакцини со здравствени работници во првата група на вакцинирани, за да се увери другото население. Неодамна Спутник В обезбеди дополнителни податоци, исто како и компании што ја прават кинеската вакцина CanSino. До сега извештаите се позитивни. Имајќи го предвид предизвикот на глобалната пандемија, да се има широко портфолио на вакцини е добра работа, велат здравствените експерти. Една од најголемите пречки со кои се соочуваме се производствените капацитети. Ни требаат 14 до 15 милиарди дози на вакцини со цел да се добие имунитет на стадо во целиот свет. Тоа е огромна бројка. 23 години по мировниот договор за Северна Ирска има се поголеми стравови дека е можно да се вратат насилствата. Главната причина за ова е Брекзит. Киднапиран автобус, потоа запален во Белфаст, а демонстранти фрлаат бомби со бензин врз полицијата. Десетици полицајци повредени. Протестите беа околу Шанкел Роуд, долгогодишна граница меѓу претежно протестантски унионисти и католици и проирски националистички заедници. Британскиот премиер Борис Џонсон повика на диалог лидерите на владата која делат власта во Белфаст го осудија насилството. Погрешно беше во минатото, погрешно и сега. Само преку демократски политики може да ги решаваме проблемите. Тие проблеми потекнуваат од излезот на Британија од Европската Унија, што ја направи границата меѓу Северна Ирска и Република Ирска надворешна граница на Унијата. Се стравува дека било каква физичка граница ќе испровоцира враќање на верското насилство. Како дел од Брекзит, протоколот за Северна Ирска бара сите проверки на добра кои патуваат од Британија во Северна Ирска да се извршуваат во пристаништата на Ирското море. Тоа креира граница меѓу Британија и Северна Ирска, вели аналитичарката Кети Хајвард. Тоа води до чувство на непријатност, особено меѓу унионистите и лојалистите, кои чувствуваат дека нивното место во Велика Британија е под закана.
Расширено е мислењето дека излезот на Британија од ЕУ може да го поткопа мировниот договор Велики петок од 1998. Брекзит ги нагласи растечките религиозни поделби меѓу ривалските партии во поделената власт. Во еден мировен процес има постојана потреба од преговори, негување на односите и компромис. И двете страни, Велика Британија и Европската Унија, чувствуваат дека направиле многу компромиси со протоколот. И тоа е точно. Но тие треба да го имплементираат протоколот со сите преземени обврски. Полицијата беше главна мета на насилството од унионистите, но имаше и други судири. Работите лесно може да излезат од контрола. Тоа е голема грижа. Американскиот претседател Џо Бајден, кој самиот има ирско потекло, е загрижен за влијанието од Брекзит врз мирот во Северна Ирска. Ќе продолжиме да ги охрабруваме и Европската Унија и Велика Британија да бидат прагматични во однос на заштитата на тешко стекнатиот мир во Северна Ирска. Политичките лидери во Даблин и во Брисел исто така повикаа на диалог. Прашањето со ирската граница доминира во преговорите за Брекзит. Нема лесни одговори. Правењето скулптури од мраз е софистициран процес. Гласот на Америка разговараше со уметник кој започнал како резбар на дрво, а потоа се насочил кон нешто сосема друго. Прв пат се заинтересирав за скулптури на мраз кога работев во хотел. Порано работев во кујна за банкет. Таму секогаш имавме за декорација резба од мраз. Секоја година се одржуваше надпревар во резби од мраз за локалното население. Затоа решив да се занимавам со оваа работа. Роден сум во Паете, Лагуна, познат како главен град на резбањето во дрво на Филипините. Во Паете, Лагуна, секоја куќа прави резби од дрво. Кога имав 10 години, вујко ми ме замоли да пробам да нацртам нешто и да се обидам да го изрезбам. Кога започнав да работам, си реков, можеби можам да продолжам да го правам тоа. Lab Ice е компанија за мраз. Ние правиме коцки мраз за коктели, логоа и нешто слично. Значи имаме широк спектар. Целта на користењето моторна пила е како на лесен начин да одсечете дополнителен мраз што не ви е потребен. Потоа, кога ќе почнете да ги користите брусилките и делетото, нема да ви биде тешко да го обликувате мразот бидејќи веќе се исечени. Јас сум добро познат по длето. Тоа е мојата омилена алатка. Можете да ми ги земете машинските алатки, но длетото останува само со мене. Секоја година одев на Алјаска за светскиот шампионат. 2014 година тоа беше мојата прва светска титула. Во 2016 година повторно го освоив светскиот шампионат. Не бев победник само еднаш. Можам да кажам дека изгубив само една година. Има многу различни медали тука. Сето тоа е како приказна од бајките. Најтешко за работа со мраз е изработката на лицето. Изразот на очите мора да биде направен да ја отсликува реакцијата. Ако не е, тоа ќе биде како статуа, нема да има никакво значење. Ако сте задоволни со делото и сите детали се на место, толку е работата. Со мраз на вистина може да правите што сакате. Тоа некако е како магија. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете на повторно и утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон.